Денеска во Штип официјално започна процесот на оценување на борбената готовност на НАТО целната баталионска борбена група. Оценувањето се спроведува според концептот на командата за копнени сили на Здружената оперативна команда на НАТО. Подготовките започнале во август 2025 година со издавање на соодветна наредба за оценување. Тим од 40 сертифицирани НАТО оценувачи работел повеќе од 9 месеци на подготовката за проверка на борбената готовност. Како што истакна подполковник Горан Кимов, овој процес е клучен за утврдување на подготвеноста и способноста на единицата. Денеска го означивме почетокот на оценувањето на борбената готовност на НАТО целната способност баталионска борбена група. Баталионската борбена група ќе биде оценувана во согласност со концептот за оценување на борбената готовност на командата за копнени сили на Здружената оперативна команда на НАТО. Имено изминатиот период со издавањето на наредбата за оценување на борбената готовност во август 2025 година започнаа подготовките на тимот за проверка и оценување на борбената готовност на баталионската борбена група. За таа цел тим од 40 сертифицирани НАТО оценувачи беше формирана групата и истите го започнаа повеќе од 9-месечниот процес за подготовка за проверка на борбената готовност. Како што истакна Кимов, единицата ќе биде оценувана во 7 области, а целиот процес се реализира во 3 фази, почнувајќи со проверка во касарна на индивидуалната и колективната подготовност како и опремност. Исто така, во планирачкиот процес на оценување на борбената баталионска група беше во корелација со раководството и директоратот на вежбата Блесок 26, која што ќе биде искористена за проверка и оценување на сите потребни критериуми за сертифицирање на баталионската борбена група. За таа цел подготвени се повеќе од 20 настани, проследени со преку 100 инциденти кои што ќе ги предизвикаат персоналот од баталионската борбена група на покажување на својата подготвеност. За таа цел истата ќе биде проверена во 7 области. Сето тоа ќе биде реализирано во 3 фази. Како што и напоменав, третата фаза е завршување на формалниот извештај, со што и ќе ја имаме оценката за подготвеноста на единицата, а тоа ќе биде во петок. Очекувањата се дека тие ќе го покажат најдоброто од себе. Кимов беше дециден дека финалната оценка ќе биде заокружена со формален извештај до петок, при што се очекува единицата да ги покаже своите најдобри способности.